Католичките литургии ширум светот го следат истиот распоред со рутински одговори. This is my body. Но еве нешто што е нетипично. Кетлин, славеникот на оваа миса, не е отец. These honorific titles do create a sense that, somebody's better than somebody else. Кетлин Бленк Ритер вели дека станала римокатолички свештеник пред 2 години. Забранета жена во машката верска хиерархија. Секоја жена што ја познавам, која е ракоположена, поминала низ искуство да го почувствува овој длабок повик, знаејќи дека тоа е работата за која била повикана да ја работи. Се работи за Светиот Дух. Но според канонскиот закон, католичката црква ги екскомуницира жените кои велат дека работат како свештеници. Свештеникот Аквинас Гилбо ги води министерствата во кампусот на Католичкиот универзитет, основан од Ватикан. Тие поминуваат низ сите движења за прославување на светата тајна, но тие нема да бидат валидни. Ритер не е сама. Има околу 10 други жени кои предводат миса во главниот град Вашингтон, како дел од глобално движење кое вклучува 250 жени. Земите со најмногу жени свештеници се обоени во црвено, најмногу во Германија и Ирска, кои имаат по 15. Земите во жолто имаат најмалку, со по 2 жени кои действуваат како свештеници. Во Колумбија, 72 годишната Олга Луција Алварес вели дека била повикана да предводи миса во областите каде нема машки свештеници. Во Јужна Африка, Гласот на Америка разговараше со 3 жени кои имаат миса онлайн и лично. Ние не сме платени да бидеме свештеници, што значи дека оние од нас кои се во работоспособна возраст имаме работа, а многумина од нас имаат работа во социјален активизам, без разлика дали се работи за раса, пол или попреченост. За време на службата, зборовите каде се спомнува отец се заменуваат со поинклузивни. In the name of the Holy One, Creator, Liberator and Breath of Life. Во тековниот меѓународен католички синод, црквите ги наведуваат женските свештеници како главна тема за дискусија, но поглаварот на католичката црква, папата Фрањо, не се согласува. Црквата рече не. Јован Павле II ова го кажа со дефинитивна формула. Оваа врата е затворена. Црквата, ракоположувајќи само мажи, го следи примерот на самиот Исус Христос и го прави само она што тој го правил. Значењето на црквата ги отсликува 12 ученици на Исус, првите свештеници кои сите биле мажи. Свештеникот од Јоханесбург, Дајан Вилман, го нарекува тоа родов апартхеид. Треба да бидете еднакви, но не сте еднакви. Па зашто станува збор? Зошто постои поделба што води до нееднаквост? Црквата погреши во врска со робството. Црквата погреши во доктрината што ја користеа за да го оправдаат колониализмот. Црквата грешела порано, а греши и сега. Никој не мисли дека на жените ќе им биде дозволено официјално да слават миса во скоро време, ако воопшто некогаш. По речиси 2 милениуми католицизам, Ватикан само во 1994 година дозволи жени на олтар.